Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. И вечерва имаме нови локални теми, ќе говориме за теми од локално значење. Мојот вечерашен гостин е пратеникот во Македонското собрание, господин Бојан Стојановски. Јас во најавата нема да должам, ќе си го поздравам веднаш мојот гостин. Бојан, ви благодарам првично што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома, од нашата локална програма и ете, токму овде вечерва да споделиме малку повеќе за локални теми, за теми од локално значење, за градот, за општините и сето она кое што вие ете како представник во парламентот го застапувате на локално ниво. Како сте? Добро и благодарам на поканата да разговараме за овие теми. Токму така, јас веднаш ќе започнам токму од она кое што ќе кажеме пратеникот редовите на владеачката ВМРО ДПМН. Ние споменавме дека малку ќе опфатиме соработка помеѓу централната и локалната власт, па јас би сакала да започнеме веднаш и од тоа. Бојан, колку соработуваат централната и локалната власт денес, односно како владата помага на општините на локално ниво? Имавме отворени два јавни повици за помош и поддршка од страна на владата за општините, меѓутоа да не нафрлам јас многу, ред по ред ќе одиме. Каква е денес соработката помеѓу централната и локалната власт? Прво, сакам да искоментирам дека вакви емисии се повеќе од потребни, особено за градот Скопје, бидејќи навистина има голем број на жители кои што имаат огромни потреби и токму на ваков начин преку едно медиумско представување на тие кои што ги водат општините ќе може да се решат и дополнителен број на проблеми, бидејќи ние можеме да разговараме за секаков тип на политика, но она кое што е, би рекол, една од најважните сфери во општеството, таму каде што граѓаните директно се судираат со институциите, тоа е нивната локална потреба, односно не можете вие да разговарате за дипломатија или за некои други сфери од општеството доколку излезете и надвор од вашиот двор едноставно имате несредени работи. И токму затоа се обидовме ние тоа го понудивме како модел и на изборите дека централната власт мора едноставно повеќе да ги помага општините, бидејќи треба да бидеме искрени и реални, во изминатите 34 години и системот на финансирање на единиците на локални самоуправи не ни е сјаен многу, бидејќи граѓаните имаат многу потреби, прибирањето, односно буџетите на општините не може да одговорат на сите тие барања и често доаѓавме во моменти да имаме незадоволно население, односно да имаме проблеми од 19-тиот век кои што се уште не се решени. Вие убаво споменавте, затоа одлучивме годишно со по 250 милиони евра плюс, кои што ќе ги одвои централниот буџет и ќе ги едноставно трансферира до општините по формула по 136 евра по глава на жител, да ги одвои за општините кои што ќе конкурираат до институциите на централната власт со проекти и на тој начин да го подобриме квалитетот на животот. Сакам да ви известам дека од прилика во тие два повика 325 милиони евра се издвоени за таа намена само за претходната и оваа година. Од прилика 1200 проекти. Очекуваме некаде во почетокот на наредниот месец тие веќе да бидат ефектуирани со отворени постапки за јавни набавки и веднаш да се внесат во градба, така да очекувам до крајот на оваа година да се работи на над 1200 локации, што ќе значи нови училишта, нови градинки, нови коловози, нови асфалтирани улици, водоводи, канализации и така натака. Кратко да одговорам на вашето прашање, мислам дека овој момент соработката е коректна, а но секогаш има простор за повеќе. Во еден наврат ќе кажете ова е историски најголемата поддршка од централната власт кон општините. Вие ги наведовте двата јавни повици. Колку општините аплицираа со нови проекти, со проекти кои што се важни еве во четвртата година нели од мандатот на оние градоначалници кои што се уште се активни сега на локално ниво? Колку се амбициозни општините да побараат од владата и колку владата ги слуша, можеби нивните барања? Одлично прашање. Практично овие средства веледи да се напомене дека важат за сите општини, сите 80 општини без разлика која води општината, што е на некаков начин и многу коректно, бидејќи овие средства никој не им кажува на општините како да ги искористат, туку единствениот услов е да имаат изработен проект кој што ги има поминато фазите на ревизија. Тоа значи дека доколку одредена општина сака да гради градинка или училиште или било каков проект од ваков карактер, тоа може да го стори. Од она што имав можност да ја видам од табелата и од првиот и од вториот повик, се работи најчесто за проблеми кои што општините ги имале со десетици години наназад, што е за поздравување. И тука не двојам никого,
туку навистина има проекти кои што еве би кажал општина Центар како некој кој што не доаѓа од таму, но и како некој кој што не припаѓа на партијата од каде што тоа е градоначалникот на истата општина, е коректно што со овие средства ќе се реконструира салата на работнички кошаркарскиот клуб, што е култно место и за Центар и за Скопје, но тоа е некако минимумот кој што го прифатија и другите општини. Ова значи дека за 4 години, колку што овој повик, барем вака во нашиот мандат имаме намера да го изведеме до крај, ќе се решат многу проблеми кои што со десетици години биле посакувани од граѓаните, досега општините немале можност, што заради некапацитетност во реализирање на тие проекти, што заради немање на средства. Но ова е добро вака оценето и од општините, но и проектите кои што ги доставуваат, јас сум навистина задоволен. Тоа ако го гледаме од еден друг аспект, ќе значи дека селото тоа вложување во градежништвото и ќе го покачи бруто домашниот производ и ќе ја крене економијата, но на крајот најдобро од се е кој што ќе имаме задоволни граѓани. Владата го усвои концептот за ресурсен центар за поддршка на општините. Што тоа значи, Бојан? Па практично чинам дека тоа е проект кој што доаѓа во насока на надминување на оние проблеми кои што во моментов ги имаме со недостаток на кадарот во сите тие општини. Бидејќи практично ние се соочуваме сега и проблем, јас сакам да зборувам и за убавите работи, но сакам да зборувам и за работите кои што се навистина во момент барем одредена, па би кажал одредено тесно грло, не би кажал одредена слабост. Многу често нашите регулативи, нашите закони за јавни набавки или за градежништво, односно законот за градење и така натака, бара изработка на одредени проекти кои што треба да ги потпишат стручни лица. Во општините има се помалку стручни лица, бидејќи во последните години приватниот сектор заради изголемена работа ги превзема тие личности како геодети, архитекти и така натака. И во многу голем дел од општините тој кадар е веќе во дефицит и едноставно не се во можност да припремат проекти за кои што би добиле пари од владата. И сметавме дека на еден ваков начин, каде што ќе се обединат поголем број на концепти и услуги, ќе може да се даде можност на општините да може да успеат да ги завршат сите овие административни процедури за да дојдат до одредени средства, дали се работи од централниот буџет, дали се работи од ИПАР средствата кои што ги доделува Европската унија. Конкретно се работи за да се нотираат сите оние слабости и државата со институциите со ноу-хау да им помогне како тие да ги отклонат. Кога сме уште во делот на централната со локалната власт, владата ќе дава финансиска помош за младинските организации низ општините. Еве како човек кој што постојано се сретнува и со младите во општините и човек представник нели на своите граѓани во собранието, во парламентот, како функционира ова? Па мислам дека знаете како ова е нешто кое што треба дополнително да се доработи и од страна на сите институции во системот, и тука сметам дека треба да биде двонасочна улица. Треба нова да работи и владата, треба да работат и општините, но треба и самите младински организации да бидат малку поотворени за соработка и да разберат дека тие средства може да се добијат доколку се изработи квалитетен проект. Во моментов мислам дека единствениот начин овие организации да влезат во системот и некако да влезат во институционалната рамка на општините преку локалните младински совети. Но еве една критика, сметам дека малку се недоволно активни да сакаат да учествуваат во овие работи. Колку се активни сега локалните младински совети? Јас знам од повеќе од порано, би рекол има тука многу помагаат и одредени 3 или 4 посериозни младински организации кои што ќе помагаат и во изготвување на новиот закон за млади, за младинско учество и така натака, што е добро. Но мислам дека можеме тоа да го отвориме уште повеќе со оглед на тоа што во законот е зацртано прво да има службеник или офицер за млади во сите општини, што во најголем дел од општините во нашата држава го поседуваат тој офицер за млади, еден од вработените во општината. Имаат голем дел и формирано локални младински совети, од тоа кој што има можност да го видам сите 80 градоначалници во државата се отворени за соработка со младински проекти. Но како што можам да приметам, освен во спортската инфраструктура, младите некако како да не се доволно активни да предложуваат идеи од аспект на локалната самоуправа и би ги потикнал почесто да го прават тоа, бидејќи како што и ние добиваме години на независност, така и политички еволуираме, ја менуваме политичката култура и она кое што мене ми е особено драго, во последните 3-4, да речеме 5 години, функцијата градоначалник стана многу достапна. И сите тие луѓе можете да ги видите секојдневно на терен, како разговараат со овие луѓе и пристапни се за секој да дојде до нив. Така да ние како млади луѓе, ете не сме ни ние премногу излезени од таа категорија, сакам да кажам, треба да бидеме многу попристојни со идеи и да разбереме дека локалната самоуправа треба да постои да ги решава и другите проблеми од аспект на младите луѓе, полесно домување, можеби подобрување на концептот на образование таму каде што има градски превоз и така натака. Но она кое што можем да го заклучаме дека може да се работи, но треба да дадат дополнителен пуш и да бидат поприсутни, бидејќи знаеш и самата
и во животот и секаде, доколку не бидеш особено настојчив бркајќи ја својата идеја и градејќи се себе си како личност, не можеш да очекуваш дека во било што некој ќе дојде и ќе те прими со отворени раце. Така да треба да бидат настојчиви. Ја споменавме на повеќе наврати функцијата градоначалник. Јас би сакала да ги прокоментираме измените на Законот за локална самоуправа, каде што ете некои веќе од актуелните градоначалници предложија да може да се отповика градоначалникот пред да му истече рокот, односно нели мандатот. Како ќе ги прокоментирате вие измените на Законот за локална самоуправа? Имавме многу сериозни разговори во оваа тема и она кое што сакам да го кажам дека тој закон на вистина ги помина сите филтри на инклузивност, бидејќи беше дискутиран из општините во државата со еден јавен караван и министерот Перински на вистина даде многу напор за тоа да се случи. Зошто се одлучивме за една ваква работа, бидејќи кога ќе анализирате историски, некогаш ваков институт на отповикување на градоначалник и постоел во Република Македонија, па потоа се променил и практично не сум сигурен колку беше уставна таа одредба да секој може да биде отповикан освен градоначалникот и условите за неговото отповикување да бидат толку ригорозни да тој човек навистина кога ќе дојде на тоа место нема начин вие да го промените ако не сте задоволни од неговата работа и практично треба да трпите 3,5-4 години нели колку што му трае мандатот ако не сте задоволни и сакавме да дадеме еден демократски инструмент кој што ќе иде во насока на референдумско изјаснување на населението, ако не се задоволни од градоначалникот да почнат постапка за отповикување, бидејќи да сме сведоци и сега, но и во претходните мандати на градоначалниците во нашата држава, имаме многу градоначалници каде што граѓаните не се задоволни од нивната работа. И сакавме да дадеме една можност, но бевме особено внимателни, да не навлеземе во политичка криза и цензусот да биде особено стабилен, за да не може да има обиди за отповикување секоја година, бидејќи тоа ќе го истошти и буџетот и граѓаните, но сметавме дека овој цензус е разумен, дека едноставно ова треба да им се даде како можност на граѓаните, бидејќи ако гледаат дека едноставно некој зема пари, а не ги исполнува нивните очекувања, најмалку што може да направи е да почнат постапка за отповикување наистина. Така. Бојан, да видиме што се работи на локално ниво, каде сте се вие вклучени, доаѓате од Ѓорче Петров, општината во која што во повеќе наврати чина ми советник бевте пред да станете пратеник, па така можеме малку повеќе и подлабоко да дискутираме за сите тековни проекти кои што се случуваат. Имено од неодамна партијата, вашата матична партија излезе со 25, мислам дека кандидати за градоначалници кои што ги потврди веќе за предстојните локални избори на есен. Актуелниот градоначалник повторно ќе му биде дадена довербата, односно ќе му биде дадена шансата да се оправда довербата пред сожителите. Вие постојано чинам дека сте заедно на терен. Колку е важно еве вака представниците токму на своите жители да излезат меѓу нив, колку сте блиски до граѓаните, до жителите на Ѓорче Петров? Па ние првиот пат кога се кандидираше Стојковски Александар за градоначалник, одлучивме доколку ја добиеме довербата од граѓаните да го смениме пристапот кон нив и да едноставно им покажеме дека не значи добиената можност да извршуваат одредена функција дека тоа треба да значи дистанца со граѓаните. И навистина сме прилично присутни во изминатите 4 години. Начинот на комуникација е навистина многу непосреден и сменет. Бидејќи ние сме свесни и никогаш не сме ветувале чуда, но сме кажувале дека ако има дискусија и диалог со граѓаните, можеме барем да се објасниме или да дојдеме најблиску што може до решение на нивниот проблем и тоа го правиме. Навистина не само јас и Стојковски, туку имаме многумина од тимот кои што го сочинуваат нашето лице пред граѓаните на општина Ѓорче Петров, тоа се вработените општинската администрација, министерот Мисајловски, Марија Андоновска, кој исто така директор на Институтот за јавно здравје, Ленче Невоска, која што е директор на Геронтолошкиот завод, Данијел Апостоловски на Борис Трајковски, сите оние кои што добиле можности да водат некоја институција, сите заедно функционираме како тим и секој гледа колку што може од аспект на неговите можности да помогне на општината, бидејќи не е честно ниту е принципиелно вие да се криете позади одредено име и презиме, но треба да влеземе како тим, ако сите сме гарантирале дека некој ќе биде најдобро решение, тогаш треба од првиот до последниот ден да бидеме заедно со него. И токму затоа и партијата му даде уште еднаш можност на Стојковски да биде кандидат и она кое што јас можам да го кажам со целиот респект према вас, вашиот медиум и граѓаните, ќе биде реизбран во првиот круг за градоначалник.
Бидејќи сакавме сега во овие 4 години да постигнеме некој минимум, каде што ќе може едноставно некои проблеми повторно ќе кажеме од 19 век да бидат надминати, веќе да не зборуваме за асфалт по уличките, за водовод, за канализација и за такви обични комунални проблеми, туку тоа во првите 4 години да го решиме колку што ја можеме до минимумот да останат тие проблеми и во вториот мандат да се фокусираме на подобрување на животот, на естетиката на општината, но и на збогатување на самиот квалитет на животот. Сега да градиме паркови, да градиме други големи капитални објекти, а некако досега кои што отприлика на вистина беа потреби кои што се суштински за граѓаните. Така да можам да кажам дека ние како тим во овој прв мандат и тоа како имаме што да покажеме пред граѓаните, но она што е уште поважно за самите граѓани дека имаме ентузијазам вторите 4 години да бидеме барем едно 50% подобри од ова што сме се. Споменав дека сте били советник во општината, овде ни оди и дрон секако од општина и драго ми е заради тоа. Да, колку бојан се промени ликот на општината низ текот на сиве овие години наназад? Па, знаете како, мислам дека прилично се има променето ликот. Ова е еден дел од централното јадро на нашата општина. Знаете, кога ќе добиете можност да ги менувате нешто, тогаш треба да дадете максимум од себе за да оставите проекти преку кои што граѓаните ќе се сеќаваат, но едноставно ќе сакаат да си припомнат како нешто што било убаво и добро за нив. Вреди да се напомене дека во изминатите 4 години, како никогаш досега се изградија 7 спортски игралишта, 400 вештачка трева, замислете за прв пат во историјата на нашата општина има игралиште со вештачка трева, 2 мултифункционално, едно со татран патеки, 8,5 км асфалтирани улици, отприлика 140 улици, само 24 во последната година, 2 нови градинки, сега за многу скоро од овој момент ќе почнеме ќе удриме камен темелник на втората комплетно нова градинка во Дексион, како што ја градиме таа во Стопански двор. Во напредна фаза сме на изградба на спортска сала во училиштето во Хром, нешто што е навистина за поздравување, тоа беше барање на жителите со децении наназад. Ќе почнеме со доградба на 2 основни училишта, што е исто така многу важно, бидејќи драго ни е зашто има повеќе ученици од тоа што можат и просторните услови да примат, нешто што е и прилично за поздравување. Нема многу општини во државата кои што може да се пофалат со такво нешто. И едноставно сметам дека, како што кажав, во овие 4 години сепак треба да бидеме скромни, треба да ги кажеме успесите и никогаш да не се задоволиме со одреден минимум. Можеме многу повеќе од ова, можеме многу подобро од ова и вториот мандат едноставно имаме намера сите овие работи и успеси да ги надминеме и да направиме навистина многу убави работи за нашето Ѓорче. Остана ли нешто кое што, можеби во претходната програма за изборите, се до ден денес не е се уште изреализирано, а беше горлив проблем, можеби кај граѓаните во... Да, и како што кажав, треба да се биде искрен и реален, да се кажуваат работите кои што не сте стасале да ги реализирате и многу ни е криво за тоа. Тоа се проекти кои што требаше да ни помогне градот Скопје да ги реализираме, кои што јас сум ги ветувал, сум излегувал пред граѓаните. Тоа беше додавање уште една сообраќајна артерија за втората половина, односно за би кажал на некаков начин десната половина од општините од Даме Груев на кај Волково и натака, бидејќи сега постои само една сообраќајна артерија за поврзување на тој дел општината со овој другиот левиот дел. Пробивање на улицата Лука Геров и на таков начин ќе направивме бајпасирање на еден сосема друг блок на населено место. Така да кружен тек на македонска војска, кружен тек на излезот од Скопје, тоа требаше да го направиме оној систем на 4 кружни текови кои што кидат по булеварот Партизански одреди заедно со Ѓорче Петровска, тоа е баш на ова место. Но не можевме да најдеме разбирање со градот. Жалам што граѓаните на Ѓорче овие 4 години не го добија тоа кој што сите сме им го кажувале дека ќе го добијат, но тука превземаме ветување во наредните 4 години овие работи да ги реализираме и ќе ги реализираме. Се случи, како што велите вие, еден транспарентен демократски процес за избор на кандидати за следните советници. Што значи тоа? Како се бираат досега кои ќе бидат советници во општина? Тоа, знаете како, што е новината сега? Апсолутно. Повеќе својни анализи правевме и за кандидатите за градоначалници и за советниците. И навистина има неколку новини кои што како демократска алатка ги превземавме и од поорганизираните партии од западноевропските земји, бидејќи многу вложуваме во знаењето и во ноу-хау од аспект на политичките предзнања, тоа е во партнерство со Националниот демократски институт, со Конрад Аденауер и одлучивме
И сите оние градоначалници кои што ги номиниравме, да има повеќе својни истражувања и од аспект на граѓанското, но и партиското мислење, истото го правиме со советниците. За прв пат даваме можност сите граѓани, односно сите членови на партијата во најситната организациона клетка на партијата, непосредно со тајно гласање да номинираат кој сметаат дека треба да биде на советничката листа, без при тоа никој да има влијание врз тоа кој ќе биде предложен. Тоа и предлагањето е тајно или јавно, тоа зависи како ќе се договори самиот состав на луѓето кој што е присутен. Практично си има изборна комисија, гласањето си трае отприлика половина до 1 час. Сите оние кои што се присутни, кои што се ажурирани членови, може да го дадат својот глас за одреден советник и сите тие, односно кандидат, и сите тие кои што ќе се искристализираат низ тој избор, тоа се отприлика конкретно во Ѓорче Петров има 23 советнички места, тоа значи 23 кандидати. Отприлика 45 до 50 кандидати кои што потоа идат на уште едно тајно гласање, каде што ќе треба да се искристализираат оние 23 кои што ќе добијат довербата да бидат на кандидатските листи, секако тоа исполнувајќи одредени критериуми како образованието, работно искуство, да се дел од различна бранша, бидејќи таму има комисии, ќе треба да ги поминат комисиите, така да сметам дека овој начин прво на транспарентно и тајно предлагање, потоа на транспарентно и тајно гласање ќе ги даде личностите кои што имаат најсилната поддршка и од местното население и од партиското членство. А колку ќе биде ова изводливо во пракса и дали е завршен процесот, дали можеби веќе се надзираат оние имиња кои ќе бидат советници, нови советници во општината? Да, конкретно мислам дека негде 90% на територијата на државата гласањето е успешно завршено, некаде од тоа кој што имам како информација заклучно денешниот ден 50% од општините веќе ги имаат финиширано советничките листи. Во Ѓорче Петров очекувам дека до крајот на, односно до почетокот на наредната недела советничката листа да биде искристализирана и да биде јавно соопштена, бидејќи ние и тие гласања и советничката листа имаме намера веднаш јавно да објавиме за да ги слушнеме критиките на граѓаните, бидејќи политиката е јавна професија и едноставно вие секогаш треба да бидете во корелација на тоа што го мислат граѓаните. Желби можеме да имаме сите, но на крајот треба да го слушаме оној кој што е суверен, а тоа е гласачот. Се случи еден караван во соработка со Министерството за локална самоуправа, каде што срцето е дома, во кој што бевте дел, нели и самиот вие токму во вашата матична општина секако. Колку граѓаните беа задоволни, односно од сето она кое што го понудија и Министерството за локална самоуправа и градоначалникот, таму се даваа сугестии, критики кон локалната власт, еве вие како представник, нели како пратеник во собранието, колку даде резултати ваквиот проект, така ќе го кажеме? Ја бев прилично изненаден позитивно од аспект на тоа колку граѓаните имаа желба да присуствуваат на такво нешто, бидејќи беше најавено како караван да се зборува за законот за локална самоуправа и прилично луѓето се интересирани на тоа што има министерот да го каже, но потоа добивме една идеја и тоа веќе ќе го практицираме од тој момент натака, да секоја една недела имаме трибина со ресорна тема со одреден ресорен министер, бидејќи видовме дека граѓаните навистина сакаа да има представник од власта, представник од парламентот, представникот од општината да поставуваат прашања и беше навистина интересно што можеби од тоа 60 минутна едночасовна средба 15-20 минути се разговараше за овој закон и се поставува прашањата за тој закон и другите 40 на минути граѓаните сакаа да искористат можноста и да постават прашања за проекти кои што можеби не се од надлежност на министерот Перински, но го замолија да ги пренесе до колегите од владата. Така да еве во понеделник имаме на таква средба, односно трибина отворена за сите граѓани со министерот за транспорт Александар Николовски. Ќе ги правиме или на отворено или во Домот на културата, понатака исто така имаме договорено најверојатно истата недела ќе правиме трибина со министерот за дигитализација. Најавени министерот за внатрешни работи, министерот за одбрана и министерката за финансии исто така имаше можност да присуствува на ваква трибина и навистина е интересно бидејќи граѓаните навистина гледаат начин да ги адресираат тие проблеми и не сметам дека можеби на некој начин треба да биде тоа институционализирано, да бараат средби и така натака па да чекаат повик, туку на еден ваков начин да го понудиме сето она кое што се нарекува одговор на нивните прашања и мислам дека треба оваа пракса да ја прифатиме како нешто нормално и реално и да ја правиме многу почесто него за одредени вакви закони. Чинам дека Ѓорче Петров има повеќе денови, отворени денови за средба со граѓаните, колку граѓаните доаѓаат, колку предложуваат проекти, колку се вклучени во буџетот на општината. Па многу и знаете како, ние тие се договоривме да ги тираме на два начина, во едните денови да бидам присутен јас, во другите да биде градоначалникот и неговиот кабинет и би се изненадил прво колку се граѓаните рационални во нивните барања, колку разбираат дека сепак на крајот за све се потребни средства и се рационални во начинот на кој што даваат идеи тоа да се надмине.
колку е многу сериозно изградена демократската свест и нивните познавања и практично сметам дека градоначалничката функција може да биде извршена успешно само доколку имате вие контакт со граѓаните, бидејќи многу често самото решение доаѓа и од самите нив. И неколку пати кога сме ги правеле тие заеднички отворени денови, кога со Александар сме имале можност да примаме граѓани, сум изненаден колку често граѓаните доаѓаат со решение кое што е и поевтино, и попрактично, и порационално, и побрзо од тоа кое што го даваат можеби советниците или така како што размислуваме ние како носители на функции. И сметам дека многу проблеми сме успеле да ги надминеме на ваков начин и сме се договориле дека овие отворени денови ќе треба да ги практицираме почесто, бидејќи тоа е добро и за општината и за граѓаните, но на крајот денот и за нас, бидејќи навистина многу проблеми кои што сме мислеле дека тешко ќе бидат решливи се решили на ваков начин. Во повеќе наврати ве забележуваме на дел од локалните манифестации и настани во главниот град. Бевте присутен во општината Бутелчинам кога се случи оној ден на таеквондо, ако не се лажам. Така, да. Во аеродром исто така начествување на повеќе настани и манифестации. Колку е важно е еден човек со пратеничка функција и така да се појави помеѓу своите сожители, можеби помеѓу своите сожители од градот Скопје? Знаете како треба да ја менуваме и ние политичката култура, бидејќи ако сте излезли на избори без разлика што можеби немате одредени ингеренции во локалната политика, сепак вие сте дале збор пред граѓаните и треба да колку што е можно со вашето присуство да притискате одредени проблеми да се решат или да бидете присутен да ги слушнете или докаде е одредено ветување, но и кукавички би било да бегате од граѓаните и тоа така го разбирам. И секаде каде што сум поканет низ градот Скопје се појавува. И она кој што можам да го кажам како критика од граѓаните кои што живеат тука, од скопјаните и така натаму, е дека на градот му фали идеја. Во овој момент некако како Скопје да е заглавено во некој расчекор, како да навистина немаме идеја каде сакаме да стигнеме, како сакаме градот да изгледа, како да биде градот организиран, што треба да направиме за да го подобриме, да ги подобриме условите. Не гледам дека има некој кој што е задоволен од тоа што се случува во моментот. Сметам дека треба прво да дадеме една визија, треба да дадеме една идеја и да видиме каде сме сега и каде сакаме да стигнеме. Бидејќи загрижувачки не е добро да се констатира тоа, ако ги видите сите оние градови, метрополи на Балканскиот полуостров, каде отидоа тие во однос на градот Скопје, каде бевме ние од аспект на функционална инфраструктура, хигиената во градот, организиран градски превоз, градби кои што се интересни за око, привлекување на странски туристи за да дојдат и да го посетат градот. Навистина мислам дека доживеевме една деградација. Каде потврливме, Бојан? Потврливме во сите сфери на менаџирањето на градот, заради тоа што сметавме дека знаете како, не се води ваков град, ваква метропола, која што има толку многу историја со начин на кој што ќе водиме и едни со други. Ние треба да разбереме дека во политиката многу често ќе имаме различни мислења, тоа е така и во едно четворочлено просечно семејство, и дека водењето на една ваква метропола е практично како водење на држава. Вие имате многу карактери, многу барања, покривате ултраурбанизирани центри, но и рурални средини кои што имаат различен диапазон на барања. Треба да бидете присутен за сите, од прилика, би кажал, милион жители кои што на дневно ниво дали доаѓаат, излегуваат, но се присутни во градот и не можете вие да бегате од проблемите и да правите театар со одредени ингеренции кои што на вас ви се дел во работните задачи, одбивате да ги решите. Срамота е, се срамам ја лично, што треба да зборуваме дека 3 недели не се собрани континерите со ѓубре, па да наоѓаме оправдувања дека немало ова или дека немало, но тоа за мене е недозволиво. Срам ми е, навистина се срамам што можам да видам дека има граѓани кои што се незадоволни заради тоа што градските површини не се искосени со трева, заради тоа што парковите не се санирани и што побрзо го надминеме ова, што побрзо дојдеме до минимумот кој што услуги кои што треба да ги нуди градот како давател услуги и да почнеме да разговараме за нови булевари, за нови проекти, толку ќе биде подобро за сите нас. Еве кога веќе отворивме темата за Скопје ни е дома, колку вам Скопје ви е дома, претпоставувам паметите подобра слика за главниот град, да. Скопје во вашите спомени, ајде малку повеќе. Па, видете, Скопје е градот во кој што сум роден и кој што го сакам и сметам дека некако овој град има душа и има некое дишење кое што си го има својствено само за него, има многу историја од аспект на тоа да многу некои нешта кои што се импозантни за културата, рекол за уметностите се оставени и се мотивирани токму од животот на овој град. Некако како град Феникс е Скопје, секаде можете да видите некоја определена душа, но од она кој што сум најгорд, ние сме од Ѓорче Петров истакнати локал патриоти и некако сум особено горд што живеам во Скопје, но што доаѓам од Ѓорче, некако тоа ми е како мој двор, ја таа општина ја чувствувам како на секаде да сум дома, а секако ми е драго и сакам овој град да се развива.
Некако го замислувам можеби како супер модерен град кој што ќе го фати чекорот со дигитализацијата, кој што ќе биде силно локално економски силен, кој што ќе биде центар на сите оние градови кои што флуктуираат околу нас. Некогаш тоа и така било, ако поразговарате со поискусните ќе ви кажат дека во 90-тите сме биле центар на културните збиднувања, на ноќниот живот и така натака. Сега, за жал, и не надминаа соседите околу нас во некои тие работи, така да сакам да го гледам Скопје како град кој што е чист, кој што е организиран, кој што секои 4 години ќе зборуваме за изградба на нови булевари, нови сообраќајни артерии. Гордоста ќе бидат новите автобуси во градскиот јавен превоз, исчистените површини, нови паркови и она кое што се нарекува едно нормално живење. Вреди тука да се напомене дека сите ние како политички чинители имаме одговорност, треба да понудиме сега кандидати на изборите, многу сериозно го анализираме ова прашање. За нас клучно ќе биде тој кој што ќе понуди подобра програма и тој ќе ја добие довербата да биде наш кандидат за локалните избори. Колку време ќе му треба на Скопје, така да кажеме, да се опорави од ова? Колку сте оптимист дека во иднина градот ќе си го добие заслуженото место, еве помеѓу нашите соседи и оние градови? Знаете како, Петровска, јас сум и економист, вака и некако финансиите ми се поблиски до мене и многу често го анализирам државниот буџет, така се имав можност малку да го погледам и градскиот буџет и на јавните предпријатија. Навистина се заглавени во многу долгови, но мислам дека нема да треба многу време да се дојде до некоја позитивна нула, особено доколку имате влада која што сака да ве помогне и институциите на системот да ги стави на располагање на градот. Секогаш сум одбегнувал, ниту па сум бил некако поборник на прифаќање на изговори, бидејќи вие кога се кандидирате за одредена функција, вие треба да сте свесен каде влегувате. Треба да ги коментирате тие работи кои што сте ги наследиле првите 20-30 дена, но потоа треба да се фокусирате директно на решавање на проблемите, бидејќи Скопје немаат повеќе време за чекање, така да од она кое што можам да го видам како кадровски потенцијал кој што се нуди да претендира да биде кандидат за градоначалник на град Скопје и тоа што го направија во нивните досегашни работи, дали тоа бил Трајановски Коце, Перински Златко, Стевковски Бобан, Ѓорѓиевски Орци или другите кои што се заинтересирани на оваа работа, доаѓаат со сериозно реноме и оној би кажал императив што за нас ќе биде важно и како скопјани и како луѓе од партијата кои што треба да гласаме за да им дадеме поддршка за наредниот кандидат ќе биде капацитетот на реализација на проекти во ултра тешки услови како што ги има сега градот Скопје, но да нема оправдување, нема да бегаме, одиме да ги решаваме проблемите и сметаме дека за брзо време ќе можеме да го застанеме градот на нозе. Колку градот Скопје е тема во законодавниот дом? Па не толку често колку што заслужува, морам да бидам искрен. Некако тема е само кога ќе се носи буџетот или ребалансот и каде што некој пратеник од скопските општини ќе сака да издействува дополнителни средства за проекти во градот Скопје. Навистина жалам, бидејќи покрај општините што се во градот Скопје кои што ќе добијат можеби прилика 100 милиони евра на годишно ниво од овие средства за реализација на инфраструктурни проекти во општините, некако градот во Дејкинат и покрај тоа што имаше право не аплицираше со проекти во владата. И мене ме загрижува тоа што има многу финансии кои што се на постоечки сметки, а кои што таму стојат, а проектите не се реализираат. Практично, вие можете да видите еден историски проект кај Момин поток, заглавен кружен тек, обезбедени средства, не продолжува да се гради, но не сакам да бидам критички сватен, сакам да кажам дека ние треба во наредниот период да размислиме и во некои дејности од Скопје да му дадеме и законска регулатива, зашто да не е реорганизација на некои институции, значи се што е во можност да бидеме креативни за да го помогнеме градот, бидејќи сликата за градот е сликата за нашата држава. Тоа е факт, особено во Македонија, и тоа мора да се признае дека е така. Токму така, кога говориме за буџетот, за финансиите, јас би сакала тука и за локалниот економски развој, колку општините денес можат да се самофинансираат ете така за оние клучни проекти можеби кои што се ветени пред граѓаните? Тука треба да направиме во таа конотација некои историски реформи кои што долго време се чекаат. Од прилика да најдеме начин повеќе да ги финансиски децентрализираме општините, бидејќи многу често е критика во градот Скопје тоа дека има претерана урбанизација, но тука треба да гледаме од двете страни, бидејќи најголем дел од приходите кои што ги имаат градоначалниците доаѓаат по основ на комуналии, и токму затоа и овие средства кои што ние ги одвојуваме како влада се во таа намена за да создадеме фискален простор за да градоначалниците може да реализираат проекти со сите пари, со владени пари, додека урбанизацијата да ја исконтролираат таму каде што е претерана, но на друг начин мораме да разбереме и тоа е нешто кое што паметните градоначалници го направија веќе во првите месеци од нивниот мандат, сватија дека вие за да реализирате проекти треба да ги зголемите приходите и тоа го прават, но мислам дека треба да размислуваме во насока и тоа ние во Ѓорче Петров ќе го направиме со една многу креативна програма
за привлекување на странски директни инвестиции, како што тоа е успешен пример со општините Илинден и Петровец, да успееме да ги привлечеме накај нашата општина, со што би размислиле можеби некој ослободување од комунали, реализација на канализациона, водоводна или сите онај кои што се нарекуваат комунална мрежа и асфалт до тие места, за да може на таков начин да го зголемиме локалниот економски развој. Бојан, сте биле дел од неколку партиски функции во вашата матична партија, како што кажавме сте биле и советник во општината Ѓорче Петров, меѓутоа сте били еден од најактивните пратеници во собранието. Да. Колку е предизвик ваквата јавна функција и секако колкава е одговорноста пред своите сожители кои што ги представуваш токму таму? Па знаете како, често да добие човек таква можност да ги представува граѓаните, особено во парламентот. И ако предходниот мандат не бевме во опозиција и почесто бара од нас луѓето да критикуваме и да ги отвараме прашањата кои што ги маче, исто така ми е драго што и во овој мандат продолжив со истото несмалено темпо, само што овој пат имаме подголема одговорност да решавате проблеми од аспект на промена на законски решенија и подобрување на животот на граѓаните. Секако дека ми е чест, нешто во кое што се пронаоѓам, да бидам искрен. Сакам кога ќе отидам во таа зграда, кога ќе влезам позади мене, да го носам теретот на сите оние кои што гласале за нашата партија, кои што ме поддржуваат мене лично. Не сакам никогаш да дозволам некој од нив да иде со наведната глава и сакам да, кога ќе заврши тој еден циклус на еден мандат, да се гордеат со тоа што го дале гласот за некој кој што бил особено активен, отварал прашања кога требало да се отвараат, одговарал на прашања на кои што требало да се одговори, поднесувал закони, поднесувал амандмани. Лично сум горд во изминатиот мандат, иако бевме опозиција, лично по мои амандмани во соработка со Александар Стојковски и со другите кои што доаѓаат од нашата општина, успеавме да донесеме отприлика 80 милиони денари за директни инвестиции, така се гради и градинката во Стопански двор, со што покажавме дека ние треба да ја менуваме политичката култура по трет пат во оваа емисија и од нас да направиме нешто кој што треба да биде пример како треба да се однесуваат јавни функционери. Цело време да бидете достапни, да се движите со вашите граѓани, не е изговор дека немам ингеренции да бидам на било кое игралиште, на било која улица, бидејќи иако не сум градоначелник, иако не можам да директно помогам, но можам со адресирање на проблемите и морам да бидам таму каде што едноставно има проблеми за граѓаните да ги адресираат и ќе продолжам да го правам тоа, се додека извршувам било која јавна функција. И ете, апропо овој муабет, кои се вашите следни амбиции, можеби секако дали има визија за поубаво, помодерно, поатрактивно Скопје? Апсолутно, ете сакам да искористам можноста од вашата емисија да дадам една ексклузивна информација. Кога доаѓав навака и некој време назад со Стојковски работевме на еден голем проект што сакаме да го представиме пред граѓаните на Ѓорче Петров. За некаде можеби 45 до 50 дена од сега почнуваме со изградба на најмодерниот и најобавиот парк во градот Скопје. Тој ќе биде паркот во Ѓорче Петров, кој што ќе се наоѓа веднаш позади теренот Млади лавови во централниот дел од Ѓорче. Паркот ќе се вика Македонија, ќе го носи името на нашата држава и ќе биде навистина едно архитектонско здание што заслужува почит, ете да кажам, од сите скопјани, но тоа ќе биде наш подарок, кој ќе го финансираме со средства од владата, нешто и од општинскиот буџет за граѓаните на Ѓорче Петров, бидејќи покрај централното градско подрачје кое што има еден парк, заслужува уште едно вакво здание и тоа е нешто на кое што сум фокусиран и тоа ми е амбицијата. Не размислувам на ништо друго вака на подолг временски период, освен на тоа да се на кое што сме го кажале пред граѓаните да го реализираме. Што е можно повеќе проекти, сега сум фокусиран наредните 6 месеци прво да ја искреираме најдобра можна програма, да излеземе пред граѓаните со лице и со образ и со име, да гарантираме за тоа, да победиме на изборите и потоа веднаш да влеземе во реализација на истата. Многу ви благодарам што бевте дел од локалната програма на Вистинска телевизија. Ви благодарам што ги опативме сите овие локални теми. Ќе посакам успех и секако да си оправдате довербата пред вашите граѓани и сожители. Ти благодарам за просторот, Викторија. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што го проследивте најновото издание од Скопје ми е дома. Разговарам со Бојан Стојановски, пратеник во Македонското собрание. Јас овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме веќе за 7 дена наредната недела во истиот термин на Вистинска телевизија. Таму е Скопје, град мој